Здраво, јас сум Маријана, а ова е Нала од Ресет Амерички Стафорд. Јас сум Моника, ова е Калеа, американски Стафорд и е 3-годишна женка. Се одлучив за оваа раса бидејќи се доволно храбри, лојални кучиња, има доста голема доминантност. Истражував преку пријатели и преку пријателка која веќе има Стафорд. И дефинитивно пресудно нешто за да земам оваа раса ми беше тоа што се издржливи и здрави кучиња пред тоа. Повеќе за тоа што има голем стереотип за овие кучиња и сакав чисто да знам целата фама и дали се толку реактивни, како некој би се справил со нив. Па вака, значи јас за оваа раса имам и претходно подолгогодишно искуство да се каже, не со моје лично куче, меѓутоа сметав дека е скроз некоја раса што мене би ми одговарала, само поради тоа што сум доста активна личност и ми требаше некој што ќе може да ме следи, да биде баш онака пратечки другар у секоја можна авантура што би можеле да ја имаме заедно. Имам доста читано на разни форуми, се имам консултирано со доста луѓе што ја имаат чувано оваа раса, меѓутоа одлуката ми беше донесена врз база на моето лично искуство со претходното куче. Ова е прво мое куче и сметам дека не сум ја направила воопшто погрешната одлука. Не одлучив да го купам, ми беше поклон. Истата таа пријателка што има Стафорд се погоди во тој период да има легло и мене Нала ми беше подарена. Така што не земав на лагер, ниту ја купив. Ми пратија слики и требаше да си одберам едно од кученцата, а го избрав можеби најмалото од леглото, што личеше највеќе на мајка ми. Јас одлучив да си земам женка, пошто првично сама ја чував. И помили ми се, некако имаат заштитнички став, некако не знам, тоа мајчинството во нив ми беше ефтента навеќе што го сакав и ми се помили од мажјаците. Значи, вака, јас веќе имав гледано кучиња, имав и одлучено практично и чекав друго кутре од оваа раса, меѓутоа имаше некои компликации што се случија со целото тоа легло, ми беше голем ризик, меѓутоа бев решена дека ќе го чекам. Случајно сосема испадна да ја најдам неа, гледав на Facebook на страните што се запитови за Стафорди и случајно излезе една слика со 8 кутриња и буквално погледот само ми отиде на неа. Во моментот кога ја видов, знаев дека ќе биде таа, ниту знаев дали е мажјак, ниту знаев дали е женка, меѓутоа само знаев дека тоа е моето куче и тоа ќе биде тоа. Ја земавме од Штип, не беше од гледувачница, беше дечко што си имаше парено кучката и буквално само реков таа е, прашав дали има женки, таа беше единствената женка во леглото и реков тоа, моје. Да, за тоа дека ептен се доминантни, дека не треба да попуштам, дека треба да имам целосно внимание и време да посветам. Совети никакви не добив од одгледувачот, значи тоа беше моја одлука лична. Ја одбрав, отидов, ја видов, го видов нејзиниот карактер, многу ми се допадна. Иако беше љубов на прв поглед на слика, беше љубов на прв поглед и во живо. 2,5 месеци. Не помни лепо. Немаше никаква вакцина, не ми ја вакцинира, ништо од тоа, ниту педигре, ниту чипирање. Самата си го направив тоа, самата се залагав за сите тие вакцини.
Ја земав на 34 дена точно, без никакви вакцини, без чипови, без пасоши, никаква документација за неа и си почнавме буквално ние од нула. Ја вакцинирав на ветеринарен институт редовно со сите цени, мислам со сите вакцини што треба, како треба се е прописно, толку денови од толку до толку денови, не беше изнесувана надвор воопшто, многу внимававме на тој сегмент поради тоа што нели додека се мали немаат имунитет, плюс самиот факт што она беше земена прерано од леглото, немаше стекнато ни колективен имунитет како што општо ги даваат луѓето, нели со прва вакцина стекнат имунитет, па после додат кај новите газди со некако вид на првична документација, ние немавме ништо и затоа поради таа причина буквално од нула си почнавме со се, со апчиња за глисти, со вакцинација, со апсолутно се. Пресрекна сум и во некоја друга прилика и да немав не за повторно би избрала Стафорд. Тврдоглава е, љубопитна е и премногу паметна куќа. Со 3 збора можам да кажам памук, неизмерна љубов и лепенка. Апсолутна лепенка. Можам да кажам дека сум најсреќна и можам да кажам дека со сигурност е најдобрата одлука што имам донесена до сега во животот. Името ми беше прво затоа што целата појава нејзин и карактер ми го опишува името Нала. Проблеми што ги имав ко помала дефинитивно беше лењето, мачкањето сегде, тоа беа некои навики што јас не можев да стигнам сама да ги стекнем бидејќи немав толку време. А друго, имав делови каде што ми гризаше пентериерот и сето тоа само најдов решение дека треба почесто да изнесам надвор, со тек на време сфатив дека треба повеќе внимание да биде посветено со работа, со вежби, исто така доста прашував луѓе собственици што се први да ми објаснат како би било. Зимето се одлучивме сите заедно дома, гледавме подолг период имиња и буквално имавме направено листа на имиња што ни се допаѓаат на сите, за нели да го изгласаме тоа кој ќе биде број 1. Нејзиното име го одбрав јас заедно со брат ми. Поради тоа што ми беше најмилозвучно и имаше многу убаво значење, значењето е убавина, па така некако ни дојде многу сладка, мала и убава и некако така си остана цел живот и ќе си остане цел живот. Потешкоти и како мала не можам да кажам дека сум имала никакви со неа, освен тоа што ми беше тешко првите 3 месеци да не излегувам, поради тоа што сметав дека треба да и се посветам максимално и цело мое време што беше и што го имав и на претек во тој период беше посветено на неа. Немав никакви големи проблеми како што би имале обично луѓе со мали кутриња да прават бели низ дома, да касаат работи, кај мене воопшто не се приметуваше дека има куќа дома. Си беше и од мала чиста, значи од 2,5 месеци она мочка надвор. Среќа што имаме нели дворие, имаме таа можност да кажеме во постерилна средина да ја изнесеме на познато место, али практично не сум имала до сега некои посебни големи проблеми од тој аспект со нејзиното чување. И од мала и сега ми е некако истиот тертип да кажам на шетање, изнесена е од 2 до 3 пати во текот на денот. Имаме зависно од времето и подолги и пократки прошетки. Кога е потопло времето, нормално дека и јас нели сакам да прошетам и она да е полувременски период надвор и да е истрошена и ментално стимулирана. Сум имала долги прошетки, сум имала периоди кај што сум шетала по 17 километри во ден со неа, сум имала периоди кај што буквално ќе изнесеме, ќе си заврши тоа што треба да се заврши и ќе се вратиме дома. Имаме поминато и парвовирус, што многу некако влијаеше на целава ситуација со шетањето и со нејзините потреби, поради тоа што како човек што си го знае куќето од претходно како активно, агилно и сите тие работи, наеднаш спласна и морав да научам со тек на време да ги слушам нејзините потреби и да не форсирам за нели нормално да се одржи тој квалитет на нејзиниот живот, пошто не е нели се во изнесувањето и во малтретирањето на куќата, туку на крајот на денот треба да се види кои се нивните потреби, не само нашите. Значи, за парвовирусот го фати веќе возрастно, беше можда година и пол, беше вакцинирана со сите вакцини, се пропратно како што треба, меѓутоа во тој период имаше и доста возрастни куќиња кои беа заболени од парвовирусот, поради тоа што беше некоја мутација и тој период фаќаше стрикно повозрастни куќиња.
Беше стварно неубава гледка, долга битка, која што за среќа нели успеавме да го извлечеме најубавиот крај. Беше тешко стварно, бевме на инфузија многу долг период, од 9 саат се бајла до 2 на ветеринарен институт и подоцна ми доаѓа и дома нели за инфузии за такви работи. Одбиваше секаква храна, одбиваше мислам течности, ништо буквално. Многу треба да се обрне внимание за тоа кучињата со кого ги социјализираме, на кои места ги шетаме, поради тоа што може да се фати апсолутно од се, дури од најмалото невнимание, душкање или јадење на нешто што не треба кучето да го јаде. Така што треба многу да се обрне внимание на тие работи. На почетокот спиеше со мене, пред да се преселиме, но веќе земавме бокс и си влага во боксот, нејзино сопствено интимно место е, не спие воопшто со нас, ниту пак се качува на кревет. Доста е толерантна на ладно, но ја облекувам првично затоа што не го сака дождот и имам огромен проблем кога ќе треба да искочиме на прошетка кога има дожд, не сака капка да ја падне врз нејзе и затоа имам земена јакна. И со јакната некако ми е не знам, слободна шета. Првично, јас кога го земав куќето, сама бев една од тие луѓе што викаше куќа е за надвор, не е за дома. Има бокс, значи имаме двор, имам простор каде што може да се шета, боксот е среден сосема, значи ни зимно време да осети ладно, ни летно време да осети некоја поголема жештина, меѓутоа она си е дома, како и грото од кучињата што ги чуваме во денешницава. На почетокот, дури првото зимо, кога веќе беше повозрасна, само решивме дека не може да седи сама надвор константно, бидејќи нели живееме во заедница, константно сме сите заедно, сакаме да биде вклучено во нашето секојдневие, не да биде она надвор, ние да сме дома и некако така успеавме да се избориме за нејзиното место да е дома и остана дома, меѓутоа периодично, зависно од период и текот на годината, нели нормално кога е потопло, кога е поладно, знае одреден период да биде надвор, меѓутоа не е никогаш исклучена нели таа варијанта да си влезе дома и да си биде со нас. Си има сопствен кревет, делиме соба, да кажеме на еден начин сме цимерки, меѓутоа нормално дека мојот кревет е секогаш обав затоа што туѓото е секогаш помило. Така што заедно си спиеме. Исхрана јаде 2 пати на текот на денот, третиот пат ептен нешто измеѓу. Јаде суваа храна, бидејќи пред нејзината килажа имавме малку претерано и требаше малку да се скрати тоа. Доста и влијаеше на здравјето и се закоравија дури лактите од тежина и моравме да намалиме. За шетање има 2 прошетки, од час до час и пол, зависи може има и трета прошетка кога ќе бидеме послободни. Дека беше помалечко, сега го имаше многу почести прошетки. Вака сега си ги има стекнато навиките, подобро е и пофлексибилно за нас. Не идеме на грумер, саме си го држувам крзното. Сега може да звучи малку глупаво, ама да кокосово масло и мачкам и го прави убаво, не се митари толку многу. А за грумер искрено би посетила само за ноктите, ако може да ми помогне да си се. Значи за јадењето вака, како мало нормално дека сите нели мали кученца јадат многу почесто во текот на денот. Сега моментално јаде 2 пати дневно, си јаде во кујна, наместено и се си има нејзина секција да кажам од кујната кај што тоа е нејзин дел и нормално ние не се мешаме во нејзини штипки. Јаде кучешка храна, меѓутоа од време на време имаме додатоци од стилот на ориз, палента, нешто готвено, мевце, конзерви за кучиња, тиква, некои така поздрави работи, поради тоа што јас лично и персонално со неа имам проблем што многу брзо издоседуваат одредени храни и константно мораме да менуваме и да бараме нови брендови со исти или подобри вредности, така што имам период кај што можам целосно да ја исклучам од кучешката храна и да јаде готвено, меѓутоа се навраќам на кучешката поради тоа што искрено е многу захтевно да се готви константно секој ден, 2 пати во текот на денот, пошто на крајот на денот сакам тоа што ќе го јадат да биде и свеж. За чешлањето и за бањањето претходно ја носев на грумер, ги имам носено неколку пати. Задоволна бев, презадоволна, меѓутоа решив дека е нешто што би пробала да го правам сама и некако си го доживав како момент кај што се посветуваме една на друга, ни е интересно.
нормално покрај неа јас сум избањата во процесот, така што решив сама тоа да го правам, ја чешлам еднаш неделно, практично тоа е околу нејзиното одржување и хигиена. Нела не е доволно заинтересирана, например, за надвор за кучињата и околината. За со деца не сум имала многу прилики, освен ете од некој што ми има кажано, што имам оставено на чување, ако имале деца и било се во ред. За со луѓе кои ни доаѓаат гости, има 5 минути возбуда, после тоа се смирува и останува си во ред, не досадува, не пробува да се каđува на кревет, си седи доле. Или во случај да сака да издосадиме, да сака да ќе оди во бокс, самата си оди, супер е. Со кучиња е во ред, освен ако имате некаква случка да се пушти некое куче од ланец да е пуштано, не знам, некако да ја испровоцира, ќе изреагира и она. А вака додека е пуштана да си игра со други кучиња, е сосема во ред. И работам, и сум работела со дресер. Имаше проблем во нејзината реактивност, а тоа беше моја вина, бидејќи доста имав страф од некои кучиња што ми се има пуштано и доста луѓе има реагирано на нејза. Почнав да работам со дресер за да се коригираме и двете. Прво затоа што она немаше доверба во мене, па стекна јас во нејза. Доста фокус немаше на мене, фокусот го коригиравме, сите тие вежби, она ги знаеше основите, но стварно не требаше некој да доградува и затоа преседувавме дресер. Со деца имаме, да кажам, поголем проблем, поради тоа што само што ја вакцинирав, односно после третата вакцина и времето што помина, нели, за да може она да излезе, излеговме и на првата прошетка, налетвавме на дете кое ја удри по глава и од тогаш она нормално е дека си има некоја верзија на према деца. И јас се трудам често да ја елиминирам од такви ситуации, поради тоа што сум свесна дека и прави многу голем стрес, многу и се непредвидливи, некогаш е реактивна, некогаш не, меѓутоа никогаш не можеш да знаеш ради нејзина и нивна и сопствена безбедност. Се решавам само да се отргнам од такви ситуации, за да нема несакани дејства. Со луѓе е одлична, поготово кога ќе се навикне на некој после одреден временски период кај што нели она ги тестира сите. Има некоја реактивност на машкиот пол, не знам поради која причина, меѓутоа со тек на време знае така да се навикне и тогаш станува буквално апсолутно лепенка за секој жив околу неа. Со гости нема проблеми, најчесто сум приметила дека многу реагира на мојата интонација. Ако пример јас пречекам некој, нели, цела радосна, позитивна и од тој аспект да ја представам и неа и гостинот, немаме никаков проблем, меѓутоа кога и јас сум попредострожна, она тука зазема нов став, као ја брани куќата, не брани сите нас, така што е голем чувар, можам да кажам со сигурност, меѓутоа никогаш нема нападнато никој. Знае да каже дека до тука е, нели, треба да причекаме да дојдат надлежните да видат, меѓутоа не е агресивно куче. Работам јас со неа, си имам консултирано со доста луѓе што имаат подолго искуство од моето со кучиња општо. И имам зборувано и доста пати со луѓе што имаат искуство и со овие раси, меѓутоа на крајот на денот тоа се само сугестии од страна кои, нели, нормално ние треба да ги прочешваме и да видиме кој е најсоодветниот начин и кучето да го научиме според нашите потреби, нашите секојдневни навики и сите тие работи. Од секогаш сум работела со неа, се уште работам и е голем процес што константно бара работа, поради тоа што тоа не е нешто што се учи, туку тоа е буквално мускулна меморија која кај нив треба да се вежба секојдневно. До сега не и најверојатно нема ни да учествувам, поради тоа што е земена без педигре. Меѓутоа тоа за мене не беше никаков фактор во игра дали да се одлучам за неа или не. Мене лично ми беше за мој кејф, за мој мерак, за моје уживање, така што лично јас не би поминувала низ тие процеси. Не би ја препорачала на луѓе што се први сопственици, иако јас сум прв сопственик. Доста обемна раса, доста треба внимание, си бара грижа, нега, си бара работа. Доста прошетки, исто така долги прошетки. Можеби за луѓе што имале повеќе време, можат да си дозволат поголемо време, поголем простор. Би ја препорачала на сите луѓе што се
активни, физички активни константно, за луѓе кои имаат, да кажам, поголем праг на толеранција за ствари, поготово околу дресирање и учење и тој секојдневен период кај што треба да се посветат на куќата и да му ја дозволат и покажат таа една, како да кажам, временска зона за ментална стимулација, за физичка стимулација, се раси што бараат доста шетање, што бараат доста физичка активност, истрошеност нормално, нели во периоди кај што немаме толку слободно време, може да се отстапи, меѓутоа мислам дека се животни кои се creatures of habit, си го учат тоа и си се водат поред буквално како на сат. Се уште ќе остане и за секогаш Стафорд. Конкретно милена раса немам, после неа станав огромен љубител на кучиња, иако сум била и претходно, меѓутоа некако ме направи да сум отворена према секоја раса, да ја сакам секоја раса. Јас лично и персонално преферирам кучиња од поголеми раси, па и нерасни кучиња, да.